екипа на М-нет телевизија моментално се наоѓа во општина Кочани, град во кој има активен пожар кој што се наоѓа во непосредна близина на бензинска станица и представува реална опасност по животите на луѓето кои што се во непосредна близина таму. Има ангажирано противпожарни возила од општина Кочани, но и од соседниот град Виница. За повеќе детали да погледнеме во прилогот што следува на колешката Лаура Стојанова. Втор ден поред гори Кочанското поле. Засилениот ветер е придонес плюс кој го разгорува дополнително огнот и тој безразмерно се шири. Овој период земјоделците ги палат жетвените остатоци, па проблемот со пожарите се протегнува постојано низ годините наназад. Загрижувачки е и фактот што надлежните не можат точно да определат кој го подметнал пожарот, бидејќи од една нива се пали друга и така во недоглед. Но пламените оган се доближуваат се поблиску до патот, фирмите, а само на десетина метри се од бензинската пумпа, што предизвикува зголемена опасност за куќите и граѓаните во овој дел на градот. Исто така се зголемува и загаденоста на воздухот. Противпожарната единица Кочани е на терен 24 часа. Градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев исто така извести на својот Facebook профил дека заедно со директорката на Државниот инспекторат за животна средина Ана Петревска и останати надлежни инспектори имаат координирана акција за утврдување на причинителите на овие страшни пожари, бидејќи како што вели Илиев, одговорност мора да има. Револтираност, но и огромна страф и загриженост се забележува и кај граѓаните, кои постојано постираат на социјалните мрежи видеа од страшната гледка на пламени јазли и повикуваат да се зголеми одговорноста кај земјоделците, бидејќи огнот не е игра. Од запалени жетвени остатоци може да дојде до многу поголеми штети.